Господјо Кежаровска, вашиот сопруг одлучи да штрајкува со глад во затворот. Која беше иницијалната каписла за да се одлучи на ваков сериозен потек? Иницијалната каписла беше и е таа што се чувствува невин. А јас ова го дознав на последната средба, значи во средата на 17 има посета, нели? Меѓу другото, и онака истоштен физички како што е и психички, ми кажа да ја чувам малата, а дека он ќе одлучи доколку во петок 12-13 часот на ручек не го ослободат, дека ќе одлучи да гласува со штрајк. Како, Можете да замислите. како се чувствува тој во затворот? Во каква состојба? Многу лоша. Многу лоша. Физички, ви реков, е прво многу ослабен, психички не го препознавам веќе. Продолжува ли лошиот третман во притворот? Нели се жалевте дека му дозволуваат само 20 минути да излегува назад? Да, тоа останало исто. Тоа останало исто. Мислам дека само ми кажа весниците дека сега редовно ги добива, веројатно таа се должи на тоа што настана некаков молк од 10 дена пак. Меѓутоа тоа ми го кажа, да, дека весниците се редовно ги добива. Како изгледа една средба со него таму? На колку време одите? Страшно. Страшно како изгледа. Рачунајте, сега не знам точно, по 5-6 луѓе се од едната страна, нели? Кои што се затвореници, од другава страна барем по двајца од секој има по еден. Се гледаме преку стакло со некои си ситни дупчанца таму. Само ќе се погледнеш, не можеш буквално ништо да си размениш. Страшно, трагично и многу стресно. Не знам може како ништо поинаку. да ви каже на тие средби. Па, нешто се разбира, ама знаете, тоа е повеќе да не е трагично би било смешно, нели? Треба да се наведне сулувото, пак јас да му кажам и обратно, истото јас да го направам. Нешто да прашам како е. И тоа. Пред една недела вие понудивте гаранција недвижен имот за Да, неговата, градежен за да имот. може да си дојде дома. До каде е таа работа? Гаранцијата е понудена уште во четвртокот. Минатиот четврток. Меѓутоа, еве до денеска. Нити некој ни одговорил, ниту дали е прифатена, ниту дали ќе ја отфрла, ништо не знаем. Меѓутоа, факт е дека он останува и понатака таму. Стравувате ли дека можеби нема да ја прифатат? Стравувам. Стравувам од се, веќе. Стравувате и за неговото здравје сигурно сега после Пред се ваквата друго. одлука. Пред се друго, значи. Пред се друго, неговото здравје јас. И на последнава средба, кој што ви кажав, веројатно неможноста више тоа што се чувствува невин и го наведува на такво нешто да помисли дека со самото тоа што ми кажа, нели, чувај го детето, за мене ми се грижи како и да е. И една реченица постојано ми ја повторува, која верувајте ми, не знам веќе ниту можам да ја сожвакам, ниту да ја преживеам. Јас сум невин, патот ми е во рајот, ним во пеколот. Значи, на секоја средба таа реченица, го молев заради нас, заради неговото здравје, заради него крепка состојба, целата и психичка и физичка да не го прави тоа. Меѓутоа тоа беше последното што ми го кажа, доколку петок нема слобода. Јас во понеделник ќе почнам. Значи цврсто решил кон својот пат. Да, и многу се плашам. Вие многу пати кажавте до сега за причините, за како сето тоа се случувало. Веројатно сте разговарале со вашиот сопруг кој е главниот повод за да се случи вакво нешто. Тој го истражуваше случајот со несреќата на Никола Младенов. Ви кажуваше ли нешто околу сметките Не. за патарините, околу тоа како? Не. Значи, знам само дека за истиот случај за кој што го теретат за орешен или за одавање идентитет на заштитен сведок. Знам дека беше повикан во полиција минатата година, во ноември, точно не ме држете сега за збор. За истојов случај 14 или 15 април годинава исто бил повикан во обвинителство.
да го даде изворот. За Тоа случајот од беше пред 5 се, години. меѓутоа со ова другото не. Никогаш ништо нити сме зборували, ниту ми спомнал такво нешто. Што сега веќе колку читам по медиумиве, колку јас не знам стварно која е поврзаноста, иако Томче бил таму. Значи Томче бил со 5 луѓе, тоа бил тим, а тоа што е он новинар и што се потпишал на текстот, ако тоа сега нешто, јас не сакам да верувам, еве искрено кажувам, не сакам да верувам дека тоа е позадината на ова. А за друго ова па е уште посмешно и потрагично, мислам. Сакате ли нешто да порачате? Сакам да им порачам да не си играат со неговата судбина и да не си играат со судбината на моето дете и мојата на крај. Значи, да не играат со судбина на едно цело семејство. И да преовладува разумот на крајот на криштата, човекот да си дојде дома. И тој е тука, не може да избега, мислам. За какво бегство зборуваат, јас не знам. Човек семен што за ништо на светот своето дете не би си го оставил. Ниту сме ние никој богати луѓе за такво нешто, веќе. Јас не знам, се и се што ми паѓа на памет. Каде би можел да отиде? Меѓутоа најтешко ми е сега што ништо не можам да разберам зошто за сето она што вика влијание врз сведоци и во притвор истрагата заврши. Зошто од тука па натака остана? Значи за второто што вика постои опасност од бегство. Можеа и пасошот да го земат. Еве ја гаранцијата ја понудевте. Меѓутоа 8 дена и после тоа се уште се молчи. Мислам, јас не можам поинаку никакова да го разберам освен да се игра со човечка судбина. И ќе биде ли некој среќен на крајот на криштата ако него нешто му се случи? Се соочувате ли со некаков притисок? До сега не. Значи, до сега не. Нема ништо, понатака не знам. Меѓутоа, се е околу вас тензично. Апсолутно, апсолутно. Значи, стануваме, погледнуваме прво низ прозор, дали има некој во дворот и така, тие слики ќе ни останат врижани додека сме живи. И од тука, што треба и повеќе, јас не знам, се прашам. Велам, до сега не.